12 минути по 9 часот, добро дојдовте назад во последниот дел од утринската на Македонија наутро. Уште една актуелна тема за овој период од годината, освен празнувањата, тука се и респираторните вируси, кои, бога ми, се и како проблем, за кои ќе зборуваме Со нас доктор, специјалист, субспецијалист Татјана Баевска-Вучковиќ. Таа е пулмолог, алерголог, педијатар, така што убави одговори и тоа како потребни за овој период од годината и многу теми кои што ќе одговорат пред се како да си го заштитиме здравјето и ние и децата. Добро утро. Добро утро до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Чест и задоволство е денеска еве на ваков убав празничен ден да бидеме заедно и да споделиме информации корисни за гледачите. Нека ни за многу години празникот, за убави работи да се гледаме. Да. Доктор, во овој период од годината кога децата ни се на распуст, се чини дека еден многу голем предизвик како да го одржиме нивното здравје. Грипот си зема замав, риновирусите веќе беа активни во месец декември, така што иако децата се можеби возрастните со оној трансмитор, па која е симптоматологијата? Рековте дека вчера имавте само 50 прегледи. Со каква симптоматологија доаѓаат? Секако овој период од годината е подобро познат на секој од нас за често присутни инфекти, посебно што од месец декември, тоа е епидемиолошки ќе нас така во државата, до месец март доминира грипот, меѓутоа присутни се и други респираторни симптоми. И воглавно ми ги докажуваме со тестови, значи како причинител, докажан причинител со име и презиме. Грипот представува една сериозна состојба, која што најчесто типично почнува одеднаш со висока температура, малаксаност, болки по тело, ке некој се јавува течење на нос, болка во грло, кашлица. Она што е важно е навремено да се реагира и да се јави секој ке својот матичен педијатар или семеен лекар, да се докаже дека е грип. Во државата грип се третира, има тамифлу, и навремено да се почне со симптоматска терапија. Значи, многу е важно диференцијално дијагностички да се разликува вирусна состојба од причинител друг, например бактерија или некоја атипичен микроорганизам како микоплазма или хламидија, бидејќи третманот е сосема различен и многу е важно и апелирам до родители и до сите кои што еве и не гледаат денеска, да веднаш не се започнува со антибиотик, бидејќи кога има вирус во организмот се бори со тој вирус и најмалку му треба антибиотик, бидејќи тогаш и првата одбрана на организмот, антибиотикот на некој начин ја стопира. И потоа може да се случат и влошување или некои други компликации. Затоа е многу важно на време да се реагира и да се почитуваат советите и препораките и на своја рака да не се зема антибиотик. Многу е важна доволна хидрација да има, бидејќи телото се суши од самата температура, народно кажано, му влече течност, течност и многу мирување и на некој начин колку може изолација. Значи во овој период најранлива категорија се малите деца, значи бебињата, малите деца, бидејќи ке нив многу брзо настапува, споро и тешко поминува, треба време. Возрастни лица, лица со некои хронични заболувања кои што може да ја влошат постоечката состојба и она што е многу важно при покачена температура да не се плашат родителите. Сите знаеме како изгледа дете со температура, меѓутоа советите се да се хидрира, да се тушира, електролити да прима и секако ден-два ако нема подобрување, ако настапи влошување, тогаш секако на време треба да се јават ке својот матичен педијатар. Исто така многу е важно да во овој период да ги заштитиме малите на некој начин со избегнување на големи собири, бидејќи секој од нас во овој период нешто може да носи. Еден близок контакт толку треба, кратка инкубацијата на вирусите. Меѓутоа ке малите може многу тешка состојба да направат, дури и хоспитализации да има. Докторка, колку трае тоа? Доколку сме имале контакт со лица кое што има грип, има симптоми на грип, дури ги нема можеби развиено. Па 3 до 5 дена е инкубацијата, значи брзо се пренесува. Значи со едно кивање во просторијата или гушкање или поздравување и затоа превенцијата ни е клучна да можеме да се заштитиме
Посебно кога има мали деца, јас разбирам сега се и празнични денови и собири за семејството. Меѓутоа, кога има бебиња и мали деца, пожелно е тие да не се мешаат со луѓе. Се пошегувавме кога децата го градат имунитетот и кога можеме ние родителите да стигнеме. Некако не ме ослободивте. Да. Па видете вака сега, од првите 3-4 месеци бебето кога ќе биде родено има имунитет од мајката, посебно и ако го дои, значи е заштитено, меѓутоа од 4 месечна возраст веќе детето почнува само да создава имунитет од сите контакти нели што ги има. Што е важно за тој имунитет, значи здрава храна, редовни оброци, физичка активност, престој во природа, комфорна домашна зона, сето она кое што не прави дизрупт, значи нарушување на општата состојба во организмот. На тој начин имаме стабилен имунитет. Еве и сега во работата се докажува еден од семејството да има грип, некој ќе фати вирус, некој нема. Значи се зависи од каква е општата состојба и од имунитетот. Не значи дека сите во семејството ќе го прележат. За грипот, знаете, нели имаме вакцина која што се дава посебно за возрастни, за деца може да се даде. Исто има вакцина за грип и за деца во државата. Сега, мислам, тоа беше есента, сега веќе нели сме во сезоната на грипот. Така да сите работи кои што едноставно прават добросостојба на самиот организам, на тој начин го градат и имунитетот. Има ли многу мутации грипот кога зборуваме нели како сезона на грип и колку практично тие може да отежнат третманот, да го отежнат третманот кај? Да, со тестови молекуларни се докажува. Јас каде што работам во биотек, значи имаме тест на 16 респираторни вируси кои што се најчести и ги докажуваме со име презиме. Значи имаме инфлуенца А и Б, има параинфлуенца 4 типа, од корона фамилијата има респираторен синцицијален аденовирус, риновирус, бока вирус. Сите тие вируси може да дадат респираторна клиничка слика, меѓутоа некои од вирусите, еве на пример како аденовирус, може и стомачна да даде клиничка слика, така да исто како во ковидот, значи секој организам каде што има слабост, на тој начин вирусот највеќе ја манифестира таа состојба. Некој може да помине со поблага форма, некој со умерена, а некој со доста влошена да заврши со хоспитализација. Дали тоа значи дека ќе има различна терапија? Или симптоматска е терапијата, значи имаме и неспецифични антивирустатици кои што ги користиме. Меѓутоа, во конкретна ситуација за грип, посебно за лица над 18 години, со докажан тест на присуство на инфлуенца, се прима Тамифлу во тек на 5 дена и навистина одлично делува и се смирува целата состојба. За децата во болнички услови се дава Тамифлу, доколку се докаже, а инаку ке сите останати, воглавном е симптоматска терапија, течно стимирување, антипиретици, овошје, зеленчук и нормално следење на состојбата. Она зашто малку зборуваме сега, а веројатно треба и да зборуваме, ќе се актуализира негде месец март, со доаѓање на пролета, дури паметиме и минатата година беше толку топло и на почетокот на месецот, пролетните алергии се од февруар почна. Да, се актуализираа многу порано. Речи се нема човек кој што не страда од некаков тип на пролетна алергија. Што е, докторка, вашиот совет како алерголог? Треба ли уште сега да се почне со терапија? Како да превенираме? Така, алергијата е генетски предиспонирана, се наследува, значи, и со интерреакција на фактори од средината клинички се манифестира. Ке децата воглавном до 5 години ни доминира храната како причинител, како алерген, меѓутоа не дава дигестивни, да кажам, симптоми, не дава болки во стомак, подуеност, лоши столици, така натаму, меѓутоа дава респираторна симптоматологија и затоа е многу важно да се докаже и да се знае како ќе да се протолкува таа состојба, бидејќи тие респираторни симптоми најчесто се кашлица, ларингити, атописки дерматит може да има, уртикарија може да се развија, а после 5-та година веќе почнуваат да доминираат инхалаторните алергени. Ке децата овие нутритивни како растат може и да се повлечат. Све зависи нели сепак од имунитетот, меѓутоа респираторен алерген кој ќе се докаже, тоа е
докажан и не се менува. Различно клинички се манифестира во зависност од каква е состојбата на имунитетот. Многу е важно да се докаже и да се превенира. Значи, ни предстои сезонска алергија, сега веќе од месец февруар започнува со раноцветачки дрва, април, мај, јуни следи трева, имаме доцнацветачки полен, тоа е август, септември, октомври, ноември со амброзија, коров и плевел, така да во тие 6 до 7 месеци е таа сезонска алергија и се превенира, има стварно голем избор на... Сега веќе има многу голем избор. Да, има спреови за локално, орални антихистаминици, зависи каква е состојбата. И што е многу важно, например, детето го учи родителот како треба. Ние го советуваме родителот како да постапува. Детето ги превзема тие информации, понатаму и тоа кој ќе биде родител знае како да постапува. Значи, колку порано се почне со таа превенција, ние ја држиме алергијата под контрола и на тој начин го подобруваме квалитетот на живот на секој поединец. Можно е да исчезне таквата со годините? Па не. Не може да исчезне, зависи само како клинички ќе се манифестира од општата состојба на имунитетот. А целогодишните алергени како мувла, домашните грини, миленичиња, куче, маче, тие се целогодишни, меѓутоа секако со соодветна дијагностика и третман може да има одличен квалитет на живот. Дали тоа значи дека преку цела година, доколку знаеме дека сите знаеме дали имаме или не проблеми со алергии, треба да го третираме, значи зависи од клиничките симптоми и каква е состојбата. Значи домашните грини на пример се најприсутни од септември, октомври месец, па сега до април, после веќе мај, јуни, нели пролет, отвараме прозори, повеќе се проветрува, повеќе престојуваме надвор, тие што немаат сезонски алергии. Така да секој еден професионалец, според алгоритам како што работиме, така и соодветно третираме и советуваме. Често пати само извинувам, кога сме веќе кај алергиите. Кога сме алергии, почнавме со дата. Чувствувате дека и ние имаме проблем. Кога нели пролетните алергии веќе зборуваме за нив. Ќе кажеме, некој ќе каже, закаснив со терапија, односно требаше да почнам на време. Дали е во ред да се почне во моментот кога ќе почувствувате малку поинтензивни симптоми? За сезонските алергии потребно е барем 3 недели до 4 пред започнување на сезоната да се започне за да ги имаме стабилизирано антителата во организмот. Ако некој задоцни, секако мора да почне за да ги ублажи симптомите и да биде стабилен, бидејќи навистина клиничката слика може имаме два типа на шмркачи, каде што тече нос, очи, солзат, подкашлува. Другата група се затнати, значи има затнат нос, не може да диши убаво со носот, не може да спие, така да потоа се одразува на денот, значи нема концентрација, не може да ги спроведе добро сите работни обврски. И затоа се е потребно да се направи да се стабилизира таа состојба за да се врати квалитетот на живот, бидејќи е навистина непријатно, дури и мачно е. А во таква состојба толку имунитетот се бутка на некој начин, каде што многу лесно може да се закачи некоја бактерија или некој вирус и така натаму, па да искомплицира состојбата, па потоа 3 недели повеќе треба да се третират и тоа навистина измачува. Докторке, најчестите заблуди, вака ве слушам и ми доаѓаат прашања, кои што ги имам слушано вака и од мајки, често антихистаминиците, односно лекарствата против алергии, справување со алергии, дека тие го намалуваат имунитетот, да речеме едно од заблудите кои што ги имам слушнато се тие, а друга дека детето без разлика дали има вирус или нема, кој има висока температура, дека треба веднаш да се даде антибиотик за да се прекине, односно да се држи под контрола, дека може да се развие во нешто многу посериозно, па дури тогаш е доцна да се даде антибиотик. Ова се најчестите или има и други? Едната и другата состојба се вака реално присутни, меѓутоа се тоа доаѓа од непрофесионалци или од доктор Google, ако се чита, нели? Тоа постои точно. Кога ќе се дојде кај професионалец, значи едното со друго апсолутно нема врска, да кажам. Антихистаминикот е препарат кој што ја стабилизира состојбата на тој титар на антитела кои што циркулираат во организмот.
Секоја година од времето кога првите се појавиле, кои што правеле седаци, тахикардии, сушење на уста, поспаност, и така натаму, новите генерации апсолутно, значи нема нити поспаност, нема сушење на уста, безбедни се, не се задржуваат во организмот, преку бубрези се изфрлаат од организмот и се препарати кои што се навистина во прва линија кога имаме алергија, без разлика во каква форма е. Исто така, технологијата е напредната, има спреови локални кои што зависно од состојбата, некој поминува само со спреј, на некој му треба и антихистаминики спреј, меѓутоа тие се толку безбедни, посебно спреовите, бидејќи кога родител ќе слушне дека детето треба, тоа се инхалирачки кортикостероиди, дека треба да прима кортико, се плаши. Меѓутоа се безбедни. Зашто? Затоа што се вдишува и се издишува, значи не влегува во циркулацијата. Исто и спреови како фликсотиде што се користи и тие се на некој начин локален третман. Ке децата единствено може 1 сантим помалце да порасне од онаа што е предвидена висина. Никакви други несакани ефекти нема, затоа што ги нема тие состојки во циркулацијата. Медицината оди напред. Би сакала да ве прашам нешто друго, да искористам... И за антибиотикот да кажеме. И за антибиотикот да кажеме, да, тоа едната заблуда ја решивме, другата... Тешка заблуда, огромна грешка е. Значи, мора да се почека 24 часа до 48 часа да видиме што, како се развива од таа температура. Например, кога ќе дојде пациент и ќе каже вечерта качи температура, денес не може да јаде, го боли грлото, кога ќе видиме ние дека тоа е ангина, секако третираме веднаш, затоа што гледаме дека развива ангина. Меѓутоа, сите други состојби, кои што може да бидат слични, дали е вирус, дали е бактерија, секако треба да се почека. И кажав, третманот на хидрација, доволен внес на течност, туширање, антипиретици и лабораториите кога се прават како диагностика, потребно е барем 24 часа да помине од првиот симптом за да имаме реална слика во лабораториската диагностика. Бидејќи ако вечерта имало 37 сосум и сабајле прават веднаш лабораторија сами родителите, ние ништо нема да добиеме. Па после повторно па има испитување и така натаму, така да најдобро е да ги следат препораките од своите лекари. Сакам накратко само и да искористиме на крај спреовите за нос, за одзнатување на нос, посебно секој за своите проблеми да си праша, добро. Да ви искористиме. Дали навистина ствараат зависност и колку може да се ограничи нивната употреба, на колку време? Со оглед на тоа дека знам дека ќе ги интересира гледачите, сите со проблемите. Исто и со пастилите кои што помагаат за грло. Спреот за нос како деконгестив, значи има улога да го намали отокот во носната средина и секретот кој што се создава и да направи проодност. Проодност зошто? За да може пациентот слободно да диши со нос, бидејќи природата направила да дишиме со нос, не со уста. Да има проодност и да нема притисок на ушите. Препораката е од 7 до 10 дена. Меѓутоа, ке многу лица се случува да едноставно стануваат зависни од тие спреови. Меѓутоа, тоа не е добро. Зашто? Бидејќи се уништува и флората и во моментот ги одзатнува, меѓутоа хронично прави оток на слузницата. Најдобро е за некој, например, има девијација на нос, ке децата имаат ред крајник, па тој притиска, па не може со носот да дишат. Најдобро е да се користи солен раствор како спреј, значи прави промивка и проодност прави. А сето друго треба да се тргне. Морам да допрашам уште нешто. Не знаеш, еве јас знам. Ќе продолжиме, уште еден час. Докторке, вие сте постојано во комуникација со семејства, со цели семејства, сте педијатар, но целото семејство доаѓа кај вас. И навистина се воодушевам на тоа дека вие и со вашата работа која што е надвор од клиниката, надвор од вашата ординација, дека сте пример за задржување на семејството, на семејните вредности, на социјалната мрежа Инстаграм, заедно со ваши пријателки. Имате, навистина, за мене сте инспирација. Имате профил во кој што споделувате рецепти, во кој што споделувате зошто е важно семејството да биде на трпеза,
Зошто е важно да ги чуваме семејните вредности и традиција. Како дојдовте до таа идеја? Сепак некој ќе каже, леле, немам време да завршам не знам колку работи во денот, а вие покрај 50 прегледи доаѓате дома и имате време и за за нешто вакво. Може и ви релаксира дополнително. Секој во себе нешто носи што можеби не знае дека го носи. Јас имав среќа да кажам, и благодет да живеам во големо семејство. Ме чуваа баби, дедовци, тетки, прва внука сум од двете страни. Така да секогаш дома се подготвуваше. Например, јас не знам некогаш дека сме купиле руска салата. И мојата мајка исто е пример да кажам, нели се домашно подготвено и стално ми викаше, сигурно и ти го носиш тоа во тебе, меѓутоа знаете како кариера, специјализација, субспецијализација, носител на јавна функција, сето тоа е толку интензивен период кога едноставно се наоѓа време, меѓутоа се е тоа така некако како влетано време, да кажам. Да, но притисокот е друг, да. И потребите за децата се она што тековно треба да се прави на некој начин рутински. Да. Огромна помош имав од семејството, од бабите, за тој тежок период и со специјализацијата и клиника и така натаму. И кога дојде ковидот, нели, тоа беше според мене еден тест кој како ќе одговори на таква состојба, а секако нели целото општество и сега нели ние во медицината постојано читаме, па јас сум и љубител на книги, читам нели друга литература и така натаму. И како дома нели бевме затворени, почнаа нели и децата и јас ајде ова да направиме, ајде ова. Не објавував претходно, бидејќи сметав дека ете тоа е лично, приватно, меѓутоа ете моите другарки, пријателки кои што веќе беа присутни на мрежите. Да. И ајде објави така натаму и од тука почна се. И после неколку месеци таква некоја експресија излезе од мене што јас само не знаев дека постои. Така да тоа е едно од хобите кои што на некој начин ми е и ментална терапија. Значи, децата ми се веќе поголеми, има тие свое време, имам јас свое време и со сопругот. Значи, во тој час и пол, два, колку што се спрема, уживам во подготовката. Нормално ќе пробам, нели, што сум направила. Да се разбира, да. Дали е добро да се сподели? Многу споделувам, да, по пријатели, на работа и така натаму. И, навистина, ми предизвикува лично едно такво убаво чувство и задоволство, кога ќе видам и други дека направиле по мојот рецепт или им се допаѓа и на некој начин да се прикаже нешто што навистина ние живеевме во некој друг систем, каде што секоја недела беше закон да се собереме сите цело семејство. И тоа уствари е нешто што дава храна и стабилност и понатаму ќе децата кои ќе дојдат возрастни индивидуи. И на некој начин тоа е тоа што го гради имунитетот. Так. Домот и семејството се базата, основата. Каде и да отидат по светот, што и да се прави, кога ќе дојдат дома е поинаку. Мирисот на домот. Мирисот што се чувствува во домот, тоа нема цена и не може да се опише. Трпезата, еве се трудиме и ние со сопругот да децава ги собереме барем еднаш во неделата, бидејќи сега претерано динамично се живее. Да. Еден влегува, друг излегува, активности и така натаму. Ретко е да се собереме сите. Ама тие мали моменти се уствари трајни вредности кои што од генерација на генерација се пренесуваат. Традицијата ни е многу важна и кога се тука и кога би отишле нели на друго место, да го представат она со кое што растеле и со што се обкружени. Тие вредности немаат цена, секој од нас треба да ги негува колку се може, бидејќи од тука доаѓа она позитивно чувство што на крајот, зашто и го почнавме разговорот, го гради тој имунитет, тоа дете го гради во здрава индивидуа, кое што понатаму ќе создава семејство и на тој начин ќе се одржува таа традиција. Докторка, продолжете, така за мене сте инспирација. Јас не може побав крај, верувајте. Да, јас ви споделувам рецепти кои што успешно сум ги направила следејќи ве за нас младите мајки. Сте показател дека доколку се сака се може. Апсолутно, тоа е така, меѓутоа треба и да се има и поддршка. Тоа е многу важно, затоа семејството е првиот тим со кој што всушност се учат и родителите и децата како тимски да настапуваат. Сам човек
реално не може ништо да направи. Така е. Затоа е потребно тоа семејство, тоа го има и во нели и ке животните и ке сите, меѓутоа и ние како луѓе мора да се повеќе се поврземе. Имавме генерации каде што и времења многу се дружевме, многу мали работи, се радувавме на мали нешта, сега тоа малку е променето, меѓутоа сепак секој од нас тоа го носи и како што и од мене излезе таа експресија, верувам и децата мои, она што го живеат, понатаму ќе имаат наследство за своите генерации. Благодарам, докторке. Посакувам во мир, спокој, благосостојба во домот, да си ги пречекате, да си ги поминате празниците, да се гледаме за убави работи. Благодарам, посакувам исто и на вас и на сите гледачи кои што денеска, еве на овој прекрасен ден, се заедно со нас.